Денеска утринскиот брифинг го започнуваме со мојот колега Милорад Стојмановски. Мишел, добро утро. Добро утро. Со кого и минатата недела разговаравме за сите овие перипетии околу она што се случуваше на Австралија Open, а тоа доби завршница. Мишел, викендот вчера Џоковиќ е депортиран од Австралија. Ајде еден краток коментар, можеби твој, за тоа што се случуваше и можеби што се реакциите во тенискиот, а гледаме и не само во тенискиот свет по повод овој, би рекол, многу драстичен случај што го поминавме во последните 10 дена во Австралија. Па за жал, исходот изгледа дека сите се губитници од цело овој папазијанија што се случуваше во Австралија, така би ја нарекол, затоа што нема невини, а на крајот излезе дека најголем губитник е спортот и тенисот, затоа што овие 2 недели престојни, кога требаше да уживаме во игрите на Џоковиќ, ќе биде ускатен целиот свет од неговите мајстории. Но, за жал, спортот одамна не е само спорт, многу работи се вмешани во околу него, значи тоа е политика, тоа е право, тоа е пари. Во последно време и здравствената криза влие на неговото тековно функционирање и затоа излезе така како што излезе. Џоковиќ намерно не се враќа во Србија за да спласне малку медиумскиот притисок, но каде што Вучич со отворени раце го чека, кани австралиски спортисти за да покаже колку е он добар домакин за разлика од австралиците. Значи, тука има секакви злоупотреби политички, како што претходно и австралискиот премиер го искористи Џоковиќ во за својата агенда. Продолжува сагата од аспект на тоа што сега Австралија се обидува да ги релативизира работите, иако и тоа нема така едноставно да оди. По вчерашната изјава на премиерот Скот Морисон на Австралија дека уште наредната година Џоковиќ ќе биде добре дојден на турнирот, денеска нивниот министар, поточно министерка за внатрешни работи, вели дека според законите наредните 3 години Џоковиќ не смее да стапне на австралиско тло. Но тоа е тоа. Сега најбитно од се што да видиме како ќе се одвијат работите во продолжението на сезоната. За Ролан Гарос, кој треба да се одржи во мај, е добре дојден, што е добро. Битно е за него, за Џоковиќ, да се стабилизира, да што побрзо да го надмине овој проблем, ако воопшто може да се надмине без некакви последици врз него, и да се врати на терените, да навиваме сите од овој простор за него да ја освои таа историска 21 титула. Да, французите веќе најавија дека тие немаат проблем со невакцинираните тенисери. Очигледно дека не постои стандард, барем кога е ова во прашање, бидејќи можеби тоа, Милорад, и нормално, бидејќи оваа здравствена работа не се однесува на која било професија, туку се однесува на законите и прописите во секоја земја поединечно. Меѓутоа, очигледно е дека сега разноразни профити, па и политички, ќе сакаат да направат сите оние кои се занимаваат со организирање на врвни спортски настани. Русите издадоа соопштение дека е срамно однесувањето, и тоа ни помалку ни повеќе во Обединетите нации, дека е срамно однесувањето на Австралија. Французите рекоа, ние немаме никаков проблем, сите се добре дојдени, Џоковиќ пред сите и така натаму. Очигледно е дека некако се помести прилично драстично таа, да кажам, граница во која што спортот барем секогаш беше интенцијата, намерата да остане вон политичките случувања. Ама гледам дека, ако смеам да забележам, гледам дека и самиот Џоковиќ ретерира, тој инаку на излегување од Австралија се извини до сите, затоа што бил во центарот на оваа непосакувана, би рекол, афера, и пожели сега тенисот да биде во центарот на случувањето во Австралија. Веројатно и него му е помалку јасно дека, како што и самиот ти оцени, нема добитници, нема победници во оваа цела работа. Па точно, еве, да резимираме, да речеме за Џоковиќ, ја веќе имав еден коментар во нашиот вестник на таа тема. Зборувавме минатиот пат кај тебе во студио дека неговото несоодветно однесување во време кога бил позитивен најдена осуда во целата светска јавност.
но тој е свесен за тоа и иако беше, да не речем, на некој начин наведен да го стори овој прекршок, како може така да се нарече, затоа што беше поканет австралиската влада. Тоа беше киксот на австралискиот организатор на турнирот, кој потоа се обидува да го релативизираат и конечната одлука се сведе на тоа дека тој е сепак опасен по јавното здравје во континентот и заради неговиот антиваксерски став. За жал добива целата работа димензии на геостратегија поради реакциите на рускиот амбасадор во Обединетите нации Полјански, потоа поради мешањето на многу работи што не се дел од спортот, но во принцип не требаше да се случат некои работи што не се карактеристични за спортот, иако пандемијата е изговор секогаш за тоа зошто така овие 2 години мора да се организираат нештата. Секоја земја има своји правила, убаво рече ти, на околу здравствените протоколи и добро е што Франција нема толку строги протоколи. Да подсетиме, Флешинг Медоу мора да бидат во тој на така наречен балон, како полукарантин пред да настапат на тој турнир. Правилото за вакцинирање важи засега и во Велика Британија спротив Вимблдон, но далеко е крајот на јуни, ќе видиме како ќе се развиваат работите и со пандемијата, па да се надевам дека и Џоковиќ ќе успее да настапи на наредните Гранд Слем турнири. Генерално, многу тешки зборови падна, дори го слушнавте и таткото на Џоковиќ, атентат со 50 куршуми и така натаму. Џоковиќ веројатно е свесен, има свој пиар тим околу себе за да го советува како понатаму да се однесува, иако тој сепак е балканец и емотивен за разлика од некои други тенисери и да не беше тако, немаше веројатно ни да биде прв на светската топ листа. Да, точно, ги слушам сите анализи, точно тоа и што сами одговориш, да не беше тако, веројатно тој дополнителен, можеби 0,1% од нешто што го има во себе, ја прави целата разлика всушност кога треба да се одигра сет меч поентот и да го добиеш. Мишел, пред да се заблагодарам, што се случува само со ракометот, бидејќи имавме еден прилично густ ракометарски викенд и од минатата недела, преокупира ова тениското внимание, го преокупира спортското расположение, меѓутоа што се случува со македонскиот ракомет? Па и таму селектор беше пандемијата, за жал, така би ги нарекував нештата. Поради повреда не настапува селекторот Кире Лазаров, кој играч селектор. Поради тие тестови позитивни не игра сега Стојанче Стоилов, предходно беше повреден Дејан Манасков. Проблеми имавме и предходно на првиот меч со голманот Никола Митревски, така што прилично важни играчи од нашиот најдобар состав отсуствуваа од првите 2 надпревари, без разлика на се она што се очекуваше да го стори новиот селектор Кире Лазаров, да одиме малку чекор понапред со подмладите играчи во составот, не ги задоволи очекувањата на публиката, можеби до некаде против Словенија, но тоа не беше случај со Црна Гора. Останува мечот со Данска вечерва, во кој данците се апсолутен фаворит и не може да очекуваме ништо друго освен често простување од европското првенство. Добро, се работи за промена на генерација. Очигледно ги гледам изјавите на Лазаров и на постариве ракометни стручњаци дека репрезентацијата сепак покажува дури наднивните очекувања, одредена енергија, тимски дух, способности и така натаму, им фали искуство. Тоа ли е оценката? Па види, зависи се од која го гледаме. Од аспект на некои нови играчи, ние да речеме имаме еден нов играч Цветан Кузмановски на крилната позиција кој одлична партија прикажа во првиот надпревар, но во вториот надпревар веќе ги покажа оние знаци на неискуство кои му се префрлаат. За другите играчи не може да кажеме дека се без искуство, бидејќи повторно костурот на тимот се играчи со 2-3 првенства зад себе и таа смена генерација веќе трае некои 2-3 години во кои настапуваат и тие навиду млади играчи што се. Така што не може да се каже докаде дека постојано и
иднината е пред нас, кога најмладиот 22 годишен Цветан Кузмановски е иднината, гледаме дека за словенци 19 годишни играат одлично во првиот тим. Мора да се прави систем, тој се гради подолго време, но и ги знаеме сите ограничувачки фактори на нашиот спорт, значи нема доволно пари, нема доволно кадри, нема доволно инфраструктура. Сепак мора да се каже дека ракометот кај нас е спорт број 1, тој е единствен од колективните спортови кој обезбедува редовно учество на завршниците на светско и на европско првенство и останува во европската елита, макар таа се проширувала од 16 на 24 ротации и така натаму. Мишел, благодарам за овој интензивен густ спортски брифинг ова утро.